Продолгото калкулирање со издавањето под концесија кој заврши безуспешно, отсуството на планска и природна селекција на животните и општествената ограда на ловниот резерват Полаки во изминатите години го доведе до незавидна состојба. Паралелно беше нарушена и родово-крвната слика која долгорочно може да има несогледливи последици, бидејќи со години не се инвестираше во крвно освежување на стадата елени, муфлони, срни и дива свиња. Иако поедини раководители на ловиштето и на подружницата истакнуваат дека се организирал комерцијален лов, актуелното раководство вели дека од 2006 година наваму такво нешто немало. Само од време на време се организирал дипломатски лов. Претходниот директор на подружницата Осогово пред десетина месеци за телевизија Кочани изјави дека приоритетна задача на одговорните за спречување на состојбите во ловиштето е организирањето одстрел на 70 грла дивеч за кој се смета дека е со нарушена родово-крвна слика. Тоа ќе значило прочистување на редовите од дивечот со цел да се стигне нормално и здраво размножување. При тоа ќе се зголемела и трофејната вредност на врстите елени, муфлони, диви свињи и друг високопланински дивеч. Почнати некои активности во поглед на одстрел, пред се оној санитарен одстрел, но не е во доволна количина. Пред стартот на овогодишната ловна сезона и сега санитарен одстрел никој не спомнува. Никој не кажува што е со тие 70 на грла, колку што биле проценети за одстрел. Дали волците ги изједоа или лавини ги потрупаа или пак во прашање нешто трето. Од друга страна, ловци кои биле во резерватот по разни основи велат дека таму дивечот е сведен на минимум, дека муфлони воопшто нема и дека состојбата е загрижувачка. Раководителот на ловиштето Владко Чакров неодамна го изјави спротивното. Комерцијален лов секако дека се врши, ловиштето за тоа и постои, за комерцијален лов. На јавноста ја останува да се прашува каде е тука вистината и што ќе се случи во иднина со едно од најатрактивните ловишта на крупен дивеч во Македонија.